Во студио 1 е Слободан Митровиќ, кој е нивниот инструктор од Црвениот крст. Господине Митровиќ, добро дојдовте во студио 1. Добро ве најдовме, благодарам на поканата. Што е она што најмногу ги инспирира младите? Колку време, колку обуки им беа потребни на тројцата млади кои што направија едно херојско дело, како што е опишано во медиумите, и што точно се случило тој ден, бидејќи вие сте во комуникација секојдневно со нив и знаете? Така, значи во суштина, како што и многу од медиумите пренесоа, за она што можам да кажам стварно херојски беше од страна на младите деца што го направија, за она што во суштина се случи, како и секоја година, така и оваа година, во рамки на Црвениот крст и во рамки на основните и средните училишта, пред се организираат годишни надпревари по прва помош, пред се на општинско, на градско, па секако понатаму и на републичко ниво. За таа цел, од училиштата се подготвуваат одредена група на млади ентузијасти, пред се волонтери кои што сами сакаат да научат нешто повеќе од вештината, така наречена прва помош, каде што во случајов веќе 2 месеци беа подготвувани младите, пред се за општинскиот надпревар по прва помош, кој што понатаму секако најуспешната екипа оди на надпревар понатаму на ниво погоре, така да можам да речам дека овие двомесечни подготовки на младите на кои што беа дел од обуките придонесоа да стварно херојски и храбро настапат во она што во суштина го видовме. Кога разговаравте со Петар, Мила и Ведран, дали ви објаснија како се почувствувале во моментот? Дали се затечени во ситуацијата или тие биле баш смирени како што сте ги подготвувале во Црвениот крст? Така, во суштина, она што е карактеристично врзано со обуките кои што се дел од овој тренинг за прва помош подготвителен, да го наречам како основите кои што ги поминуваат децата, пред се симулираат реални ситуации, да речам, од секојдневието. Една од тие симулирани ситуации на кои што се подготвуваа истите беше и ова. Во случајов меѓу другото и епилептичните напади кои што се не така ретки, да речем, меѓу населението, се дел од обуките. Можам да кажам дека истиот ден пред самото случување на општинскиот надпревар имаше симулирана ситуација на епилептичен напад, со тоа што верувам дека нивната подготвеност, сериозност и посветеност во делот на тренингот и обуките допринесе до повторно ќе речам храбар настап, бидејќи не секој еден, иако поминува од обуките за прва помош голем дел, се осеќа храбар, можам да речам дури и од повозрастните, а не пак од помладите. Така да се вистински пример во делот на научените техники и вештини како можат да помогнат на некого во случај на потреба. И така тие дента прават вежби, се враќаат со автобус дома и за неколку дали се часови во прашање им се случува реална ситуација во која што морат да настапат. Па верувам еуфоријата, како што и самите во суштина имат изјавено, еуфоријата од самиот надпревар се уште беше на високо ниво, така да истата е допринесена во делот на нивниот настап. Секако тренирани се да истите, не само тие, туку секој еден пристапи смирено и сериозно во случај на потреба, како што беше и овој пат, така да можам да кажам дека сум стварно горд пред се на нив и на сите останати кои што ги поминуваат овие обуки во рамки на Црвениот крст. Да, и кои се механизмите со кои што се послужиле? Може да го опишете настанот? Така, пред се смиреноста и тимскиот дух, бидејќи секако вежбаат како тим, во најмала рака од 5 или 6 членови, така да и сега присутни 3 членови, како еден на друг си ја даваат поддршката и делот на настап како тим во случај на потреба и како придонесе во делот на нивната сигурност и да речам професионално однесување согласно она што го имаат поминато како обука. Петар, Ведран и Мила веднаш потоа добија признание од градоначалникот на општина Центар, а беа повикани, односно се повикани кај претседателот Ѓорѓе Иванов. Дали тие се подготвени со целиот овој фокус кој што е врзнив? Како се носат со тоа? Па пред се можам да кажам, овие денови, односно денеска, вчера разговорите со нив, секако они настапија и пристапија во помош на лицето пред се од она што се подготвени, се чувствуваат подготвени, сакаат да помогнат, односно да спасат нечи живот. Секако можам да кажам дека можеби медиумски и препокриени беа во тој дел,
но не само тие, многу други ситуации има каде што волонтерите на Црвениот крст биле дел од реални ситуации, да не речам и секојдневни. Пред се најмладите, како што се оние тројца, се гордост за тоа што следува понатаму во делот на првата помош, бидејќи пак ќе речеме на почетно ниво кое што тие го помина и те како придонесе. И ми е драго што крајно сериозно се свати од сите страни дека првата помош и те како е сериозна работа и треба да ја познава секој граѓанин, не само како проформа, туку и како реална вештина. Знаете што ме израдува во еден медиумски надпис каде што беа пренесени нивните изјави, тие велат: па ние не очекувавме толку големо внимание бидејќи направивме нешто што секојдневно би го направиле, нели? Тие не очекувале дека за нив е овој херојски подвиг. Колку млади луѓе како Петар, Ведран и Мила ги посетуваат обуките на Црвен крст? Која е нивната мотивација за да дојдат да ги пороследат обуките, особено во модерните времиња кога младите се фокусирани на тренинзи со фудбал, кошарка, пливање, ракомет и слично? Па пред се искуствата на останатите кои што веќе биле дел. Како што напоменав, најчесто се почнува од основните училишта. Своевремено се работа и на проекти, дури и почнување од децата во градинките. Но како доаѓаат? Како им е? Во делот на програмата на првата помош, училиштето има како обврска во делот на годишната програма да пријави тим од доброволци кои што би сакале да научат нешто повеќе во делот на првата помош. И бидејќи не е задолжително, тие бираат да дојдат самите по собствен избор. Да, во суштина оној кој сака. Секако предходи на истото од страна на Црвениот крст, во училиштата има и училишни клубови каде што децата се информираат кои се активностите во Црвениот крст. Не само првата помош и сите останати програми кои што се работат во делот на ранлива категорија, но можам да кажам дека првата помош и те како е актуелна бидејќи во рамки на Црвениот крст постојат и оние тимови за одговор при катастрофи кои што можам да кажам се цел на младите каде што би сакале да бидат дел во делот на нивното стручно оспособување и стручна помош пред се во делот на првата помош на лицата на кои што им е потребна. Сето тоа што Црвениот крст воопшто го прави во рамки на катастрофите, можам да кажам и периодот наназад, за жал имавме многу реални ситуации кај нас во државата, па и на ниво на град Скопје, допринесе во последно време да интересот посебно кај помладите е поголем, бидејќи го препознаваат херојството во делот на помагањето на некого. Господин Митровиќ, колку се потребни обуки за еден обичен човек кој што претходно немал никаква обука за да пружа прва помош на одредено лице доколку се најде во ситуација, еве, тројцата млади биле тренирани за тоа. Меѓутоа, секојдневно се возиме, нели, во градскиот превоз, секојдневно сме обкружени со луѓе кои што во даден момент може да се случи, нели, она најлошото. Колку обуки се потребни за еден човек да знае како да пружи прва помош, примарна прва помош? Така, во суштина постојат, нели, оние предосновни курсеви, напредни курсеви каде што дали најчесто како волонтер во рамки на Црвениот крст се најпристапни опциите да ги поминат во делот на обуките, но можам да кажам пред се сигурноста во себе и секако она што го имаме денеска од аспект на прва помош, почнувајќи од првата помош за возачи што мислам дека не доволно сериозно се сваќа од страна на кандидатите. Да, тоа е тема прашање кое што ќе го разговараме. Да, така да пред се сигурноста на лицето кое што настапува да свати дека и те како е важно за тој кој што му е потребна помош, дека треба да му се пружи помош. За сето тоа во делот на првата помош е континуиран процес на обуки и континуирано напредување. Основната обука, да речам, начин на обука е основното запознавање во делот на првата помош, секако почнува од овие општински надпревари за најмладите, каде што понатаму со дополнителни обуки во рамки на тимовите на Црвен крст добиваат дополнителни обуки и секако тука и воено-медицинскиот центар со кого во соработка, нашите, да речам, малку долгогодишни членови кои што се подготвени во делот на првата помош имаат услови да положат за така наречени животоспасувачи, што е степен повисоко од она што моментално можам да речам се запознаени најмладите и секако кроз годините на обуки, надпреварите, реалните ситуации, медицински обезбедувања и сето тоа каде што можат да покријат како обучени лица на прва помош допринесува до нивни континуиран развој во рамки на првата помош. Сега колку таа примарна прва помош е важна
до доаѓањето на амбулантните возила и професионалните болничари? Дали може да биде клучна во спасувањето на Секако. Тргнувајќи од ситуацијата каде што беа дел дечките предвадена во самиот автобус. Понатаму од обично задушување со страно тело, што може да се случи на секој еден, почнувајќи од гума за џвакање, па понатаму до оброк дома, оброк на училиште, на големиот одмор, и останати посекотини кои што несериозно секогаш се сваќаат повреди, кои што доколку не се пристапи во првиот момент и соодветно не се изреагира, допринесува до поголеми предсе компликации на истата повреда, зборуваме до пристигнувањето на брзата помош или пак во посериозни ситуации што пак ќе речам првично изгледаат несериозно, може да донесат и до загрозување на човечкиот живот. Споменавте самиот за дозволите, односно потврдите кои што треба да се добијат од Црвен крст за при придобивање на возачка дозвола. Меѓутоа, практика во Македонија, и како што самиот рековте, е дека многумина не го сваќаат тоа сериозно, а може би и дел да ги купуваат токму тие потврди. Каде го лоцирате проблемот за ова? Па пред се ќе кажам дека оние кои што се, да речам, надлежни во делот на спроведување на обуките, секако и контрола на квалитетот на истите, дека треба малку посериозно да се ја сватат својата работа, бидејќи првата помош не е само една административна препрека која што треба да се има во делот на добивањето на возачка дозвола. Пред се со самиот закон, секој еден возач има обврска да помогне на загрозено лице доколку се најде на лице место на несреќата. Така дите како треба сериозно да се свати, не треба да имаме вакви ситуации како предвадена што се случи, за да видиме дека првата помош е важна и дека имаме млади херои. Во суштина, секој еден граѓанин има услови да научи нешто повеќе во првата помош, но не е целта да го имаме сертификатот како таков. Целта е, ако го добиеме сертификатот, да стоиме позади него како барем основни познавачи на првата помош и како лица кои што стварно се подготвени во случај на потреба пред се на најблискиот свој да можат да му пружат, а понатаму и во дадена ситуација доколку се најде на лице место на незгода. Природата е непредвидлива. Во Скопје имаше неколку природни, условно кажано, катастрофи. Во било каква природна катастрофа, колкав е капацитетот на Црвениот крст кој што може да обслужи во било, дали се тоа поплави, дали е тоа земјотрес, колку луѓе имаме во... Знаете на државно ниво? На ниво на држава можам да кажам дека има поголем број на волонтери кои што се обучени во различни сегменти. Последното е некои 4000 активни волонтери на ниво на Македонија кои што соодветно се распределени во 35 општински организации на Црвениот крст, кои што добиваат соодветни наменски обуки согласно опасностите во даденото подрачје. Можам да кажам од лично искуство и директно бев вклучен на терен во делот на водењето на теренските активности за време на поплавите во Скопје пред скоро 2 години уште малку, каде што се покажа клучна подготвеноста на волонтерите пред се во делот на првата помош и чувството на храброст и сигурност дека можат да искочат и да помогнат на некој што е загрозен. Можам да кажам дека со не многу голем број на волонтери директно вклучени од страна на Црвен крст како долгогодишни обучувани, не само во делот на првата помош, во дистрибуцијата на хуманитарната помош и логистичкото работење, придонесе да реално со обемот на работа и потреби обврски кои што ги имавме на терен, да во добро доследно време ги завршиме дадените обврски кои што ги имавме во делот на Црвен крст поврзан со поплавите. Јас овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во Студио 1. Ќе ви посакам да создавате уште млади херои како Петар, Мила и Ведран. Практика на Студио 1 е пред заминување на гостинот ова последното дело на Санта Аргирова, Времето на Перунов како сеќавање. Благодарам. Се надевам дека во наредна прилика повторно ќе бидете овде и тоа повторно за една убава вест како ова. Благодарам. По кратката пауза се враќаме со останатите предвидени со